Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Точно е 8 часот и 4 минути. Време е за да го испиеме првото еспресо со Златев и Боцевски заедно со вас ова утро. Ние обично знаеме да бидеме шеговити во нашата емисија, знаеме низ сатира да ги проанализираме дневно политичките збиднувања, но во изминатите 3 дена по се изгледа ѓаволот ја однел шегата. Така што ово утро ќе бидеме малку посериозни во обидот да ви објасниме што се случува во оваа последна македонско-бугарска криза. Добро утро, Ивица. Добро утро. Следевме што се случуваше во изминатиот период. Имавме една тепачка во Охрид навидум бенигна со посериозни последици за еден од тепаните, но ништо невообичаено, нели? Тепачка како тепачка, но таа тепачка стана меѓународен скандал. Види, не само што стана меѓународен скандал, туку беше издигната на едно многу брзо. Беше издигната на едно ниво на кое што не му приличи. Настанот беше искористен да се отцрнува Република Македонија, да се отцрнуваат незините институции, да се отцрнува незината демократија, да се отцрнуваат меѓуетничките односи во Република Македонија. Во тоа предничеа, за жал, високите длжностници на соседите, меѓутоа мораме да признаеме дека определени кругови од Македонија интерцираа на оваа нивна ескалација на проблемот. Односно, ја не знам од кој причини претседателот Пендаровски и министр за надворешни работи Османи веднаш ова го оценија како некаков инцидент со меѓуетнички конотации. Никој од нас такво нешто не виде и искрено кажано такво нешто не може да се види пред да заврши целокупната истрага, под причини што од друга страна ако споредиме како изгледа и како функционира Република Македонија, како изгледа и како функционира Република Бугарија, Република Македонија во делот на колективните права на етничките заедници кои што живеат на територијата на Македонија светлосни години пред не само Република Бугарија, туку било која земја во регионот, може би со некој исклучок на поранешните југословенски републики кои што ги задржаа тие системите од времето на СФРЈ за тие нешта. Така што јас морам да осудам две работи. Прво да осудам лекомисленоста и избрзаноста на нашиот државен врв, а второ, и се надевам дека тоа подоцна ќе зборуваме, изјавата на бугарскиот министр за надворешни работи Милков е скандалозна. Тој вели: во Македонија се враќаат црни традиции на палење, стрелање и наследство, пошто историски е и позната Македонија. Ова вчера беше кажано пред министерот за надворешни работи на Македонија. Ако ова не е говор на мрза, ја не знам што е говор на мрза. Ова е говор на мрза. А во однос на тоа да видиме што се случувало, денеска имаме еден најсоодветен гостин. По втор пат во нашата емисија, во нашето студио, е Љубомир Ѓурчевски, кој што е некогашен инспектор и виш должностник на Министерството за внатрешни работи, уште од времето на секретаријатот за внатрешни работи. Сега во улога на безбедносен аналитичар. Како што обично бидува. Обично кај нас уште не завршиле факултет, стануваат аналитичари. Аналитичар треба да биде човек кој има долгогодишно практично искуство во една работа. Применето. И не само тоа, туку и во делот на, мораме да го пофалиме сега нашиот гостин, не само во делот на стручната работа, туку е оно што од млади денови се наоѓа пошироки општествени активности со младината, со музичката, книжевната и другата младина понатаму и во другите. Меѓутоа,
суштината зашто денеска сме овде е прво да фрлиме едно светло, затоа што често, меѓу другото, морам да признам една од причините зашто нашиот сегашен соговорник и во времето кога сум бил на државни функции ми се допаѓал, е што кај него нема мистификација околу професијата на полицијата, туку веднаш се расчистува кои се деталите. Значи, се случила тепачка во Охрид. Да тргнеме од таму, еве, Охридската полиција. Што работи во моментот кога ќе стигне дојава дека се случила тепачка во градот? Значи, најпрво да ги поздравам слушателите на вашето радио. Да ве поздравам вас, да ви се заблагодарам што ви ме возложивте да бидам ваш гостин еве денеска и да поразговараме точно на оваа тема која што и како е интересна, од битен интерес, национален битен интерес за Република Македонија во суштина, затоа што еден банален предмет се претвори во навистина нешто што никој не го посакуваат на оваа територија. Некој ќе рече банален предмет, некој ќе рече не е банален предмет, едно лице е сериозно претепано. Не. Статистички колку примери на вакви претепувања имаме годишно? Точно тоа, дозволете. Затоа сакав не само постапката на полицијата во Охрид, него генерално, значи постојат процедури и постои закон за прекршоци против јавниот ред и мир, каде што едни од најтешките прекршоци се физичкиот напад, каде што треба да кој што се сторува со напад без повод и причина, што во конкретниот случај не е. Затоа викаме имаме вториот по тежина прекршок од законот за прекршоци против јавниот ред и мир, предизвикување и учество во тепачка. Зошто викаме предизвикување? Затоа што секој пат на тепачката и претходите одредена расправија, вербални размена на вербални зборови, псовки, закани, а се заради равчистување на некоја претходна состојба. И сега полицијата тоа на теренот го утврдува? Дозволете, полицијата тоа го утврдува точно на терен со сослушување на сведоци, со вршење на увид, со подигнување на траги, предмети употребени во тепачката и така натака. И затоа во принцип полицијата во првите 24 часа, без разлика дали се работи за кривично дело или за прекршок, таа многу ретко дават некои по-суштински соопштенија. И ако добро го анализирате случајот со тепачка во Охрид, ќе видите дека во првите 24 часа беше од страна на полицијата беше потврдено само дека да има таков кривично правен настан. Евентуално веројатно да ги иницијалите да ги стават. Да, иницијалите и толку, затоа што и статистиката што излегува се она што е од интерес за јавното информирање е тоа да биде објавено во билтен. Дека во толку и толку часот таму се случило тоа. Учествувале три Грчевски, извинете, за да го објасниме целиот случај, затоа што јас истражував на темата и објавив некои ексклузивни информации во однос на оваа тема. Значи, лицето кое е претепано се вика Христијан Пендиков. Така. И е секретар на Бугарскиот културен центар Борис III, име на фашист во Охрид. Ова момче пред само 2 до 3 недели, значи негде кон средината на декември, на 16 декември, било уапсено во обидот да продаде дрога. Така. Во близина на селото Лескоец, Охридско. Значи, ова е претходницата. Понатаму, се случува што се случува со тепачката, влегуваат 5 лица во овој објект. Прво, откако бил претепан, самиот Пендиков отишол во полиција. Значи, немало интервенција на полицијата на лице место, туку тој самиот пријавил, затоа што се случило надвор од локалот. Прво тврдел дека го тепал еден, па дека го тепале тројца. Прво не спомнал во првиот исказ дека бугарите дека го тепале затоа што е бугарин, па потоа го сменил исказот во болница кога бил. Во првичниот исказ не постои тоа дека го тепале затоа што се пишал бугарин. Потоа го додал тоа, а истовремено во овој случај она што е индикативно е дека еден од оние кои влегле, барем според нашите полициски информации, кои не се демантирани, сосем спротивно на некој начин дури потврдени од МВР, едно од лицата кое го тепало Пендиков е бугарски државјан.
Точно, видете, точно тоа сакав да го Односно објаснам. двоен државјанин. Да, двоен државјанин, да, двоен родителите на тоа лице, значи тоа по мој оперативни оние полициски извори ние што викаме е потврдено дека имаат бугарско државјанство, аналогно на тоа се претпоставува дека и нивните деца, вклучително и еден од тепачите, има бугарско државјанство и дека причината овде станува не е она што некој сака, точно ова вие што го коментиравте, значи целосно извртоперување на правата вистина за тепачката, кој е поводот и причината за да настани тепачка, некој ја злоупотребува во политички цели, ставајќи такви гнасни тикети на Република Македонија и македонскиот народ, кои што на вистина се неподносливи за македонскиот народ, не зборам за останатите националности во Република Македонија, затоа што тие не се засегнати во конкретниот случај, но се уште повише боли што наши функционери, избрани од нашите граѓани во Република Македонија, едноставно кумуваат, односно дотураат она што викаме бензин на огнот и создаваат уште понеповолна состојба за македонците, лепејќи им разноразни националистички, не знам какви насилни, гнасни идеи, црни идеи и така натака, со цел да се покаже некаква си најнегативна конотација за македонците, па враќајќи не дури и како варвари. Да се вратам на вашево појаснување. Значи овде, според сите сознанија, факт е дека имаме неравчистени деловни односи помеѓу субјекти, викам деловни односи, макар да се тие деловни односи и криминогени. Значи, макар и да се криминогени. Значи, и јас жаргонски би кажал, вие сте сепак бивши полициски службеник и не можете жаргони да користиме. И јас жаргонски да кажам, се работи за дилерска пресмета. За дилерска пресмета. Дозволете, Значи, зошто ова го кажав? Добро, наводно, нели? Наводно. Да. Сега, зошто ова го кажав? Значи, пазете, на криминалистиката како наука и на организираниот криминал во светот ти се познати сите оние крвави пресметки за крвави бизниси, за криминални бизниси на чикашката мафија. Разбирате? Че таму имаме по 20, 30, 50 жртви или на било која организирана криминална група. Не мора да одиме во Скопје, колку пресметки имало помеѓу мафијашите. Зато реков. Помеѓу лихвари, па имаме убиства до ден денес. Па имате во Сингелич убиство каде што автоматската пушка беше остаена, значи остаена во чеџилницата. Во 2012 година имаше на Емин убиство таму каде што го изрешета, дојдоа, влегоа, го изрешета криминалните групи. Тоа беше чисто нивна пресметка. Да се вратиме на она на почетокот што вие прашавте дали во праксата се познати такви случаи. Да, секој, јас се согласувам дека добри аналитичари може да бидат тие кои што имаат огромно работно искуство. Ме разбирате, затоа што праксата познават енормен број на такви настани, тепачки физички напади, каде што имаме со телесни повреди. Дали медицината констатирала тешки телесни повреди или полесни телесни повреди, тоа е ствар на медицината. Вие многу убаво тоа го презентиравте, кога викаме кој е пријавител на случајот, значи пријавител е оштетениот, самиот оштетен. Зошто тепачката не се случува во објектот, за да избегнеме да му нанесиме штета на собственикот, затоа што доколку се случи внатре, собственикот е должен да обезбеди безбедност нели на гостите внатре, тогаш и тој е прекршочно одговорен. Ме свеќате, за да немаме една таква ситуација, значи они за да се ги равчистат нивните должничко-доверителни односи, излегуваат надвор пред објектот и тука настануваат нели вербално ми должиш, не ти должам, псовки и навреди и така натака и на крајот решението е боксовите. Ме разбирате кој е појак и сега нормално групата била појака, ги нанела тие повреди, лекарите треба да се произнесат. Но нешто што мене лично како човек од криминалистичката полиција, како човек кој што предолго работел на тие работи, ме загрижуваат односот на јавното обвинителство во Охрид, кое што по поднесена кривична пријава на 16.12 не побарало, барем за сега, викам, располагаме со податок дека не е побарана мерка притвор и во време кога имаме поднесена кривична пријава против двоен државјанин, предпоставуваме дека секретаров, односно Христо... немал бугарско државјанство. Добро, значи... Тоа е скандалот уште поголем затоа што Бугарија евакуира човек, односно ќе напира. Може ли пред да дојдеме до тоа само една забелешка, затоа што сепак нашата полиција, знаеме, доаѓа од еден поранешен систем, федерација,
каде што крилатицата беше братство единство. Така. Значи сигурен сум дека има специјална постапка. Затоа што и во поранешна Југославија, Македонија социјалистичка и сега посебно се внимава кога има една таква меѓуетничка конотација. Така. Која е постапката во таков случај? Да, Видете, секогаш без разлика, значи големо внимание при равчистување на кривично-правни настани, каде што имаме можност да се даде меѓуетничка конотација, секогаш се внимават максимално професионално сето тоа да бидете изработено, се со цел да не дојде до поголеми да се вратиме Ѓурчевски отвори значајната тема за зборуваме за притворот кој требало на Пендиков да му биде определен во моментот кога е фатен во дилење на дрога. На дрога, така. И сега Значи таму само да им посочиме на слушателите, тој кривично правен настан е објавен во билтен и така натаму. Пендиков на 16 декември во близина на селото Лесковец бил фатен на дело од полицијата на лице место, значи тоа е едно. Знаеш, Ивица, која е вредноста на кривично дело, фаќање на лице место. Затоа и политички имунитет да имате како пратеник, не ви тој имунитет ви се поништува или не знам каков и да е имунитет. Сега да завршиме. Значи кога викаме во една таква ситуација, нашите, затоа реков јас сум крајно револтиран на односот на нашите институции, но морам да го пофалам СВР Охрид за правичното информирање и презентирање на состојбата на досието на лицето кое што е оштетено, заради заштита на она што викаме заради доваѓање до реалноста, дека таму нема политика, него дека таму станува збор за една неравчистена имотна правна, односно должничко доверителна состојба, а не да се дават конотација на овај дел. Доколку не излезеше податокот дека против тоа лице е поднесена кривична пријава точно во областа на трговијата со дрога и можеше овај случај премногу да се искомплицира за да Република Бугарија се повикуваат на лице кое што не е познато на органите на прогон, дека тоа е честно лице и така натака, станува збор во основа, станува збор за лице со дебело криминално досие. Значи ова кога го кажувам дека покрај ова дилање на 16-12 има и други кривични дела и прекршоци, зборувам прекршоци од областа на насилствата, физички напади, тепачки и така натака, кои што се евидентирани, како и други кривични дела кои што се извршени од страна на ова лице, кое што е секретар. Дали случајно? Постои еден познат американски новинар кој се вика Гери Веб, кој случајно го има откриено кокаинското финансирање на Контра, тоа е една паравојна организација во Никарагва, потоа почина самоубивајќи се со 2 куршуми колегата Гери Веб, но овде гледаме една мала сличност, читајќи ја таа приказна. Гледаме лице кој е секретар на Бугарски културен клуб, кој привлече огромно внимание во македонската јавност и неговото отварање представуваше предмет на огромна политичка поларизација. Сеќаваме и со јајца се фрлаш и се. Цел Совет излезе на Охрид. Апсолутно. И ВМРО, и СДСМ, и Левица, сите политички субјекти во Охрид застанаа против тоа. Нели е симптоматично? Тоа што секретар на овој контроверзен културен клуб во исто време дила дрога, а во исто време и се пресметува со лице од Бугарија. Дали ова отвара сериозна истражителска сомнеш дека можеби Бугарија преку кокаин ги финансира своите културни клубови во Македонија. Во разузнавањето, во криминалистичкото разузнавање и во меѓународното, дипломатското разузнавање што викаме, интересот на земјите кои што имаат одредени претензии према други држави, секогаш финансиите се од црни бизниси. Дали се тоа трговија со дрога, дали е тоа трговија со човечки органи и така натака, затоа што не станува збор за финансирање на такви пропагандно активности од буџетски средства. Тогаш би било премногу видливо, премногу јасно, премногу обвидливо, за да
сите држави прибегнуваат кон тоа, ако сакате и најмоćните западни разузнавачки служби ги користат тие црни средства за одредени нивни агенди во делот на разузнавањето. Со оглед дека Република Македонија е перманентна жртва на Република Бугарија, на Република Грција и така натака со нивните претензии према Република Македонија, па и другите, факт е дека тие секогаш регрутираат лица од подземјето, вклучително вакви лица кои што се криминогени типови, кои што за многу ситни пари или за многу поголеми пари, што е начело на организираниот криминал, нели викаме стално, ако не чит малку пари, дајте му малку повеќе пари за да го купиме за да работи за нас, дајте му. Тоа е оваа ситуација која што нас не се случува овде во Охрид. Но да се вратиме само за јавно постојат сериозни индици. Не само сериозни индици, него ние треба малку нашите разузнавачки агенции, Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за контраразузнавање треба малку. Знаете зошто го тврдам ова? Затоа што и луѓето во Битола кои се во оној исто така контроверзен клуб Ванчо Михајлов, според она што јас го имам како информација, не постои ни еден од нив што не е со дебело полициско досие. Господине Злате, само да завршам, ова е многу битно. Нашиот кривичен закон предвидел кривично дело во членот 407А. И викаме тамо, секој кој што оправдуваат, величат, рехабилитират воени злосторства, не знам, фашизам, не знам тоа, тамо си се геноциди и така натака, е предвидена казна од 1 до 5 години. На Генералното собрание пред месец дена беше донесена резолуција со 128 гласа за и 53 држави против за забрана за рехабилитација и величење на фашизмот, нели, на предлог на Русија. Таа резолуција помина. Се постави прашањето кој гласаше за таа резолуција, значи целата Западна Европа, Соединетите Американски Канада, вклучително и ние Република Македонија, со сите овие примеси кои што нас не се случуваат. Значи, ние сме во една ситуација кога на овие простори, на европските простори, за жал на целата европски простори, се водат веќе дури можеме да речеме и конвенционална војна заради точно таа рехабилитација на фашизмот и фашистичките идеи во одредени ситуации. Добро, меѓутоа, значи сте биле во Германија на пример, не де Боже некој да така е. Извадили таков символ. Ама истата таа Германија сега гласаше. Морам без разлика. Меѓутоа, ја морам да пофалам, кажија де полицијата, не се сеќаваш ли почнен случај кога навијачката група Чкембери еднаш им текне нешто, ваде знамене наци Германија. Веднаш се расчисти. На Чкембери духовен отец и отец Партени. Така, се само да се вратам. Може би од таму инспирирана тоа духовност на некоја. Може би не би ишло толку далеку околу финансирањето, меѓутоа стварно сериозни индици. Се гледаме дека членовите на овие клубови се тотални непознати, маргиналци се за нас. Не се маргиналци, луѓе осудувани се од криминалното поземје, од криминалното поземје се сите таде се рекрутираат. Ова мене ми укажува на сериозен сомнеш дека намерно се прави ситуација да се прават провокации, да доаѓа до вакви ситуации, а друго е ќе кажам, видите луѓе, значи секоја тепачка е лоша. Значи ако станува збор за докажан борец за човекови национални права една друга, да е некој Хавел, да е некој Солженицин, јас прв ке излезев на протест, да без разлика колку е тоа непопуларно, да бидат нечии права заштитени. Но ова, значи од мравка да се прави слон, еднопичен, мислам дека е малку, дека влегуваме во една Ивица, ве молам. Значи пазете, како јас за да ги остварам своите територијални претензии, ќе ве држам вас под контрола ако не ве уценувам. Значи, ако секоја состојба не ја користам за уцена, но ако некој мисли и оправдуваат во Европа уцена со криминал и криминалци, тогаш е прашање да се прашаме каква ни е демократијата во Европа. Видете, ние видовме една друга работа. Видовме, затоа ќе се вратиме во вториот дел на емисијата, сега само да начнеме. Бугарија сакаше да го европеизира овој случај, но во Европската унија никој не го свати сериозно. Ама знаете зошто? Јас тука сакам да го пофалам СВР Охрид. Заради навременото и правично информирање на јавноста дека станува збор за тепачка помеѓу познати криминогени групи заради должничко доверителни односи.
Ме разбирате, и тогаш Европа вика чекајте, оп, стоп. Љубчо, само да прашам, впечатокот и помеѓу новинарската јавност е таква, дека Точно. СФР Охрид СВР Охрид. Не, види, СВР во Охрид- делот на СВР Охрид никој не може да најде замерка. забелешка. Максимално Ние- професионално. Чисто е како Максимално, сауза, да. ние се обидовме, знаеш, ние по секогаш кога има ваква глупост, секогаш прво ние новинарите ја обвинуваме полицијата. Но во овој случај морам да ти признам прво дека СВР Охрид не издаде ниту една информација поише од што е дозволено. Јас пошто по мои канали дознав некои Иако беа работи. спречувани. Да, јас се обидов да ги контактирам и реков извинете, во овој момент се води постапка, не можеме да ти дадеме детали. Дали е тоа или така не смееме да коментираме, нека заврши се. Тоа е првата работа. Втора работа, СВР Охрид навремено информираше за кривично правниот настан од Лесковец. Сега тука веќе ѓаволот, ангелот, односно, треба да тропа на вратата Така. и да прашува во обвинителството што се случува. Така Тоа е, што го затоа- кажа Ѓурчевски е следно. Значи, прво, лице фатено на дело, да не му да не го ставиш ти во притвор или барем мерка обезбедување да му А ставиш постои земање опасност пасош, од бегство. куќен притвор Така, или било што. така. Значи ти ништо од тоа не правиш, а фатено на дело како дила дрога. Тоа е првата на јавното обвинителство забелешка. Втората забелешка на јавното обвинителство е во однос на овој случај, а тоа што е од еве пак полициска информација да ви кажам, јавното обвинителство намерно не го зима во предвид овој тепат со бугарско државјанство, затоа што очигледно по нарачка нечија сакаат да остават етнички И сега третата која што сакав да ја изнесам, значи од мои извори кои што релативно ми се доста поверливи, до петокот, до 14 часот, јавното обвинителство немаше поднесено обвинителен акт за настанот од 16 декември во село Лесковец, што е крајно недозволиво и крајно непрофесионален однос, зборам непрофесионален однос, затоа што ако има некој одреден притисок врз обвинителството, било да е тоа политички или било кој друг, затоа викаме непрофесионален однос, кога викаме за такви кривични дела. А вообичаено колку брзо обвинителство? За вакви Видите, случаи. видите, овде станува збор за инфлагрантни, значи фатено лице на лице место Со записник на полициски кривично, сите. со увид, со записник, со потврди за одземени предмети, со вештачење, со се. Значи фактички самиот увид и записник е 90% обвинителниот значи, акт. од прилика, но и вештачењето, дека на вистина со вештачењето се потврдува дека таа бела прашкаста материја е кокаин. Значи, вештачење било и вештачење и се е завршено и се уште да нема обвинителен акт, мислам дека тоа е огромен пропуст на обвинителството во Охрид. Ова е информација до петокот до 14 часот, не тврдам, значи од петокот по 14 часот не тврдам дали има, со оглед дека веќе и притисокот на медиумите во Република Македонија према јавното обвинителство во Охрид беше веќе отворен и јавно се дебатираше и се поставува овие прашања што ги постави господинот Златев и ова прашање што јас го поставив. Значи, тоа се состојби, тоа се Ова е сериозен пропуст. Ја не верувам дека е пропуст. Али добро, ајде. Добро, Да одиме, ајде, затоа да да не- одиме со блок реклами, по кој ивица ќе се вратиме, ти како амбасадор исто искусен во ова Така. дело, во овој дел, вие како инспектор ќе се вратиме во делот на тоа како овој македонски државјанин излезе од Република Македонија. Македонија. Одиме со реклами, се враќаме да видите тука, почитувани слушатели, каков прекршок има и дали Бугарија своите наркоструктури во Македонија, преку кои ги финансира своите културни клубови, ги евакуира назад за да немаат кривична одговорност. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome.
facebook.com/TS Аеродром. Назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин Љубомир Ѓурчевски, со кој правиме ексклузивна безбедносна анализа на случувањата поврзани со Бугарскиот културен клуб во Охрид, дилањето на дрога од овој институт, но и со реакцијата на македонските институции. Да продолжиме онаму каде што застанавме. Ѓурчевски се случува овој кривичен правен настан. Пријавува самиот во полиција, таму оди во болница, од болница го препраќаат во костозглобна клиника Свети Еразмо во Охрид. Таму е ставен на интензивна нега. Се е во ред до тука, додека ова не излегува на бугарскиот прополициски портал БГНЕС, кој го води човек кој е македонец по потекло, но смета дека не е македонец. На БГНЕС излегува оваа информација. Оттаму веднаш реагираат институциите во Бугарија дека има насилство над бугарите во Македонија, и тоа кулминира со тоа што бугарскиот председател Румен Радев во саботата го испраќа својот авион да го земе Пендиков од болницата во Охрид. Тој е транспортиран со дозвола на Министерството за надворешни работи и испратен назад во Бугарија, каде што сега продолжуваат да го лекуваат.
Ете тука е тоа најголема навреда и поценување на Република Македонија како држава и доведување на Република Македонија во починета состојба према друга странска држава, што е едно од потешките кривични дела од главата 23, кривични дела против уставното уредување на Република Македонија. Тоа е кривично дело од членот 305 од кривичниот закон. Да се вратам на таа состојба каде што значи станува збор за лице регистрирано во криминалистичката полиција и познато како сторител на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога и против лице против кое што е поднесена кривична пријава за кое што се чекат обвинение, односно до петокот се чекаше обвинение, сега не сакам значи во овие последни 48 часа да зборувам, по ниеден основ Република Македонија не смееше да дозволи тоа лице да ја напушти Република Македонија затоа што со тоа се наштети на идната истрага која што треба да се спроведи во конкретниот случај. Тоа е едната работа и втората работа се поставуваат прашањето дали некој си зема за право да се стави над законот за патни исправи и спротивно на нешто да издади излез. Значи зборувам за Министерството за надворешни работи кое што воопшто не е надлежно, ако не станува збор за дипломатски пасош, другото е се во надлежност на Министерството за внатрешни работи, значи и тука, а Министерството за внатрешни работи, зборам за Министерството, не за СВР Охрид, Министерството за внатрешни работи многу пасивно се однесуваше во целиот овој случај. Не знам вашата слика каква е за МВР, но мислам дека многу пасивно и министерот и службите за информирање во Министерството за внатрешни работи во Скопје во конкретниот случај што дозволија целата оваа работа да се овозможи напуштање на лицето на Република Македонија. Значи станува збор. Сега да расчистиме една работа. Станува збор за лице кое е македонски државјанин, така, лице кое е само пред 16 пред месец дена нека биде, пред еден месец е фатено на дело како дила дрога и лице против кое е поднесена кривична пријава од МВР и најинтересното, лице кое се лекува во институција во Македонија, Свети Еразмо, и Свети Еразмо нема издадено мислење дека е потребно негово лекување во странство. Ниту квалификација на телесните повреди. Дали станува збор за тешки телесни повреди или за ние до ден денес значи, пази, зборуваме за лице, сега пази, колку се тешки тие телесни повреди, говори тоа што он после настанот само тишол во полиција да пријави. Видете, вака. Ако биле фатални последиците... Злате, само да расчистиме околу телесниве повреди. Ако се тешки телесни повреди, гонењето се превземат по службена должност. Ако се лесни телесни повреди, само телесни повреди, законската квалификација, само телесни повреди, тогаш постапката оди по приватна тужба. Значи тоа е огромна разлика. Полицијата го утврдува по лекарски наод. По лекарски наод. Добро. Значи без медицина, пазите, полицајците не се вештаци. Да, полицајците не се вештаци, значи лекари овластени да издаваат лекарски уверенија за судска постапка, значи тие ги констатираат телесните повреди. И ако се констатираат само телесни повреди, гонењето се превземат по приватна тужба. Разбирате? Значи државата нема интерес, не е некоја што би знаеш, тоа шамар или така? Да, не е лесна модринка, ова, значи подливик и така натака, но тоа лекарите го констатираат. Да, јас сум полагал судска медицина на факултетот, пошто ние го имавме тој предмет, ама сега не сум ја вештак. Ме разбирате? Ако имаме скршеници, наградувања, скршени заби, она што го предвидуваат во законот, тогаш имаме тешки телесни повреди и гонењето се преземат по службена должност. Обвинителот гони. Но казната за тешките телесни повреди во основа е од 6 месеци до 3 години и најчесто таа казна се заменува со парична казна, односно обештетување со сите оние лекарски трошоци или условна пресуда. И затоа многу се битни во тие постапки кога се гони по службена должност вештачењето на судско-медицинскиот институт. Значи тоа е најточното нешто што треба да кажи за степенот на телесните повреди. Тој сега од Бугарија нас може да ни донесе било какви медицински белешки, но тие медицински белешки мора да бидат подвргнати
на судско-медицинско вештачење во нашите институти, Точно, не може да во вештачи нашите ништото, институти, никако поинаку, за да дојдеме до правата вистина. Посебно во една ваква ситуација. Посебно во една. Јас според ова што ние сега располагаме со сите овие сознанија, кој е пријавителот, што е пријавителот, како се движел, како отишол сам и така натака, јас не би сакал, значи пак ќе кажам, не сум ни вештак ни медицинар, но предпоставувам дека не ќе станува збор за тешки телесни повреди, но тоа оставам да си го Чим кажи самиот ставата. отишол да се Така, пријави, потполно свесен, потполно, значи се сега Има подпрашање, ако можам да поставам, значи, пак, околу постапките. Штом бил затек на тебе во дело, продавање, препродавање дрога и така натаму, предпоставувам сега, сигурно има правилник дека тој е под некој надзор од Бюрото за јавна безбедност. Видете, Без разлика дали- криминалистичката полиција се служи со тие оперативно-тактички мерки, нели, Значи, прикриено следење, Ова не е ништо тајна, ова се јавни прописи. Да, јавни прописи, да, тоа си стои во законот за полиција, значи и во кривичниот закон. Точно. Ние дури ако обезбедиме доволно основани сомненија, веднаш го информираме јавниот обвинител, па му викаме, располагаме со такви сознанија дека Ѓурчевски Љубомир продава дрога, дајте ни наредба за тајно следење. И тогаш веќе почнуваме со примена на специјални истражни мерки врз одреден објект. да се вратиме на неговиот транспорт во Бугарија. Постојат основани сомненија, и двајцата тука, затоа што сте со далеку поголемо искуство од мене, може би сте постручни да ми одговорите. Прво, за овој транспорт треба да даде дозвола Министерството за здравство, односно болницата Еразмо во Охрид. Според нашите информациите кои ние ги имаме, таква дозвола не е издадена. Така. Втората работа. Треба од Министерството за правда дека не се гони, дека нема кривична пријава, дека нема ништо против ова лице. Исто така, оваа дозвола од Министерството за правда за негов транспорт во Бугарија ја немаме. И третата работа, треба од Министерството за внатрешни работи, кој, односно СВР Охрид, кој буквално го водат овој случај, за кој гледаме, очигледно е веќе дека не е етничко насилство, не е дело од омраза, туку е дилерска пресметка. И последниот сегмент е дека во овој случај единствено поради Бујар Османи ова лице е изнесено од Македонија. Се уште не знаеме дали ова лице има бугарско државјанство. Според неговите тврдења изнесени пред одреден период на социјалните мрежи, кои веќе ги објавија наши колеги, тоа лице самото тврди дека не поседува бугарски пасош. Тоа значи дека македонски државјани ние сме изнеле од државава. Така. Видете, значи Ивица, можеш да замислиш. Пазете, тука се ова е киднапирање. Не, тука е точно тоа. Пазете, тука се направени значи неколку повреди на постоечката домицилна легислатива, се со цел да се заштити онај гаф, јас ќе го наречам гаф, кој што го направија министерот за надворешни работи и председателот, истрчувајќи се со изјави за јавност, не чекајќи истрагата и постапката и превземањето на сите действија пропишани со закон, да ги дадат резултатите и после тоа да се излезит на информација. Ниту еден лекар, господа, нема да ви подпиши било каква медицинска белешка доколку не завршат дијагностицирањата и утврдените здравствена состојба. Тоа во Охрид, во Свети Еразмо немале време да го направат. Значи немале време, затоа што нели станува збор за дежурство, за ноќна интервенција, за дежурство и веќе дента одма го земаат. Кривично-правниот настане во касните вечерни сати. Целото действие се одвива веќе другата ден до 12-1 сатот, затоа што веќе меѓутоа има трага сигурно. има трага. Не, дозволете. Дежурниот лекар лекар го примил, го евидентирали и така натака, затоа што тоа е донесено со брза помош од клиниката, од редовната здравствена институција, од дежурната, од општата болница од Охрид, и мора да има евиденција, нели, дека од таму и таму ни е донесено лице со повреди
Но нема квалификација на повредите. Викаме само со повреди. Ни еден лекар додека не завршат сите прегледи, сите оние диагностицирања, нема да се произнеси по однос на тежината на повредата, да не се лажиме луѓе. Една обична операција па 3 дена, 4 дена, значи стојат тие диагностицирања. Вториот огромен пропуст е ова што го викаме Министерството за правда, значи како што имаме кај отпустот на државјанство, за да добиете отпуст од државјанство од Република Македонија, а овде и тоа ќе ни се случи, вие мора да доставите, односно службата по службена должност да провери дали должите даноци, дали должите на банка, значи се од А до Ш. Па тек тогаш да ви издадат уверение. Дали имате кривично дело? Затоа што многу едноставно. Ќе утепам човек и ќе побарам отпис од државјанство и после не можат ни да ме гонат. Значи, тоа се состојби кои што сакаме да ги искоментираме и ние не можеме да бидеме жртва на нечиот сценарио кој што некој сака да спроведуваат политички агенди и се избрзуваат спротивно на постоечката уставно-правна регулатива во Република Македонија да си превземат надлежности кои што не му припаѓаат. Само тоа и на култура. И на култура и на се што викаме, ама ние сега зборуваме овде за закон. Нас сега не интересира закон. Види го, сега знам Лјупчо каде цели. Не, вината е во МВР. Ако станува збор за државен воен медицински авион на Бугарија, тоа значи дека бугарската амбасада во Скопје или Министерството за надворешни работи од Софија бара прелет, долет на има процедури, Министерството за надворешни работи преку своето конзуларен директорат го одобрува тоа, нашето министерство. Значи нема постапки. Постапки има јасни тука, кои се во тек. Еве. Тоа беше прашање. Само за авионот е тоа. Ама постапките за да му дозволиш да се качи во авионот. Па тоа знаеш ли кои се тоа? Знаеш? Не, види, баш кај и пази, изборуваме за лице кое самото тврди дека нема бугарски документи. И целата работа не само да кажам. Еве, ќе кажам како дипломати, најчесто знаеш, освен, еве да речеме, доаѓа во посета некој должностник на некоја земја во Македонија. И се амбасадорот или амбасадорката на Македонија во таа земја се случува да дојде со службениот авион и да се врати назад, се случува. Меѓутоа, знаеш, државјанин воен авион на туѓа држава, ова се веќе, како да кажам, знаеш. Дозволете. Веќе сме малку лизгав терен, морам да кажам. Не лизгав терен. Ние ги имаме основните процедури законски. Дали да му се дозволи на ова лице. Значи право, ова лице не е констатирано ни дека треба во Скопје да се лечи. Каде што тоа е следниот институт за ако е критично повреден, значи ако станува за живото загрозувачка состојба, ова лице треба од Еразмо во Охрид да биде пренесено на клинички центар во Скопје. Во, не знам, неврохирургија. Не е битно. Зависи каде се но постои уште едно многу од Охрид немаме таква диагноза нигде, односно од Охрид диагнозата е дека се работи за стабилна состојба. И сега ќе се префрлиме на Бугарија. Не, сега уште едно само ќе ве посетам, уште една работа која што мора да ја онадиме, а мислам дека деновиве е средена, иначе на стартот не е средена. Многу е битно како е долетот, влезот и излезот и на леталото, и на лицето евидентиран кај граничните служби. Во Министерството за внатрешни работи, во полицијата. Не, тоа таму, меѓутоа да ти кажам која е постапката. Дозволете. Што ако лицево е излезено ја напуштило Република Македонија без да бидите евидентирано во полициските евиденции? И како може тоа? Па јас тоа прашувам како може. Во СВР Охрид не е кој е надлежно за овој прелет. Значи, за ова. Не, граничната полиција, МВР цело време чути. Постојат основани сомненија, односно јавни поговарања дека напуштањето е без евиденција. Зошто? Затоа што лицето го земаат од Свети Еразмо, со брза помош, го носат на писта, го товараат во авион и ја напуштат Република. Има види се, 2023. Филмско киндапирање.
Значи такви оперативни сознанија постојат. Меѓутоа, види, во тој случај злоупотреба на службена должност имаш на една цел, купиш на функционери од наша страна. Ама зашто сите молчат? Имаш кршење на законот. На све, ама се, зато викаме. Што прави тој командир таму на Не, точно на граничен премин, така ли? Так, ама почнувајќи од него, да. ама јас вака ќе речам. И сега ти ако на кажа него сега му една друга дилема, која што знаеш се отвара легитимно. Иако види, нивната работа многу ја почитам, Љупчо се нервира тоа секојаш, зашто на пример кога тоа критикува агенцијата за национална безбедност, не му се придружувам овакво. Ана бе што правела? И јас тоа се прашувам. Ти као Пазете. амбасадор имаш работено за таа агенција. Нормално е дека институцијата ќе се Амбасадорот не работи. Амбасадорот не работи за таа агенција, меѓутоа во делот на подготовки од Да, друго ми е зборот. Нормално. Јавно не сме да кажеме дека работи. Дозволи. Не работи, се знае Не, кој морам работи да за ве неа. прашам. Јас сум дете на тие служби. Значи од дете, од 16, од 14. Јас сум внуче. Не. Златев, друго сакам да го прашам. Се шегувам, јас сум најголем непријател на службите. Друго сакам да го прашам, друго сакам да му посочам на Ивица. Мене ме судат. Знаете на кое ниво се рейтингот на Агенцијата за национална безбедност и со изборот на директорот и со поставување и поведување на постапка за претходниот директор за амбасадорската позиција во Франција и со издавањето на државјанствата на оние 215 фамозни државјанства меѓу кои што е и Онишченко и така натака. Понатака, знаете ли на кое ниво и каков е односот и колкава е довербата во Агенцијата за разузнавање? Нема, Ѓурче се согласувам, меѓутоа, еве, ќе се согласиш ти со мене дека во нормална земја, кога има вакви ситуации, чека само да кажам што се прави. Анкетна комисија во собрание се истражува случајот, извештај, да се вратиме, отвараме нова страница и сераме тоа. Ама пази, јас го поставив прашањето. Не, јас го поставив прашањето кога ги кажував тие основани сомненија и на одговорност на министерот во Министерството за внатрешни работи, па по цела вертикала надоле. Да се вратиме. По цела вертикала надоле. Да се вратиме на случај. Затоа што ние вака викаме, СВР Охрид наидувало и на проблеми во информирањето. Значи и такви оперативни сознанија имаме. И затоа јас не случајно го пофалив СВР Охрид за нивната храброст и нивното патриотско чувство во начинот на информирање, правично информирање на јавноста, дека станува збор за лице со криминално досие, со крим досие, познат сторител на кривични дела и прекршоци, против кого што е поднесена кривична пријава за дилање на дрога и дека случајот во најголема мера 100% е случај на должничко доверителни односи, а не случај од омраза. Да се вратиме на Бугарија. Сега, иако документацијата во Македонија, значи вака, прво, сам оди пријавува во полиција, од таму оди во болница, од болница го праќаат во Еразмо. Во Еразмо до последниот извештај дека тој е во ред, во стабилна состојба, нема сериозни проблеми. По политичкиот катарза на случајот со авион на ваков тотално надвор од секоја процедура начин, кој според Ѓурчевски е киднапирање, оди во Бугарија. Од бугарските клиники имаме ситуација дека лицето е во критична состојба, на интензивна нега, не е живото загрозувачки. Сега се поставува прашањето. Сега ова е многу неблагодарно, јас му посакувам се најдобро на ова момче. Но што доколку, откако неовластено го земале, бугарите не го злоупотребат ова момче и му нанесат одредена штета, за да зборуваат дека тука се случило тоа. Значи, пази, јас му посакувам се најдобро. Но постои ризик затоа што е неовластено пуштено од земја. Ама не, и таму има полиција, има разузнавање, нема да дозволат. Не. Ние гледаме дека они со дилање на дрога тука културни клубови финансираат. Јас прво и на стартот тоа требаше да го кажеме и сега е веќе пак ќе го кажам и на сите медиуми сум го кажал. Јас не познавам ниту еден експерт, политичар, новинар во Република Македонија кој што е против отварање на бугарски клубови, но сите сме против давање на фашистички имиња на тие клубови. И не само тоа, и никој не сме против чувствата. Фондацијата Македонија со таа агресија што ја прави дека и никој во Македонија, секој македонец, никој македонец нема ништо против етничкото изјаснување на никој. Кој како сака, така нека се чувствува, така нека се изјаснува, значи тоа е ставот мој. Со Љупчо зборов.
Имаше ли во социјалистичка федеративна република Југославија бугарска заедница со свое знаме Имаше, и со јазик каде што се мнозинство? Значи сите така. И па што понатаму? Ама и сега они се дел од уставот, ако некој знае добро да чита. Значи Пишува, викаме и сите сите други, точно. сите останати заедници. Значи ние сме ги признале сите останати. Не, да се вратиме на кривично правниот настан. Не, сакав само Значи ова. ние не, сега Злате, на Злате. туѓа држава Злате. даваме наш државјани, Така. не знаејќи ги нејзините намери во овој случај. Така, се согласувам. Не, значи сакав само ова да биде кристално јасно за да не бидиме разбрани за целава емисија, да не бидиме разбрани дека еве ние нешто имаме против бугарите, против нивниот национален идентитет, против нивните национални чувства и така натака. Значи не, ние имаме против фашизмот, против неговото величање, против неговото оправдување и така натака и имаме силно против нашето негирање. Сега, се враќаме на следната значи, тема. негирање, навреди и Одиме така на натака. следната тема, баш добро се надоврзуваме. Сведнаш следниот ден, уште вчера во Бугарија отиде Бујар Османов, нашиот министер за Османи, се извинувам, грешка. Добро, јази, добро. Јазична, нели? Како рече, кој може да биде северна, може да биде и Османов. Може да биде. Кој доаѓа од партијата на Али Ахметов, нели? Али Ахметов и иначе познат како Александар Антич. На Ѓурче така му е познат, после виде дека Али се викал. Прво се вика се Аца Антич, која беше кај Ѓурче, после тоа си го одбра друга име. Не, го има, види. Кој? Под Аца Антич? Не, под Аца Антич, под Али Ахмет, види. Ако Македонија успее да го донеси тоа досие од Сојузен секретаријат, од одделот за службата за државна безбедност тогаш, па албанците ќе го линчуваат, јас ви тврдам. Нема да го линчуваат. Ама во 98 година имаше еден интересен напис на Пулс, каде што беше меѓу другото прв пат напишано тоа име. Аца Антич. Абе беше и личната карта извадена. Али Ахмети. Не, Али Ахмети. Не, под Али Ахмети. Не, ајде, под Али Ахмети е уште 91-92 со бомбите поставени пред судовите во Кичево, во Прилеп. Во Софија оди Бујар Османи, сега со полно име и презиме ќе го кажеме, оди во посета на овој наркодилер во болница. Значи прво наводно не знаеме се. Значи фатен на дело, без кој разлика се. Иако е фатен на дело, треба тоа да се судски да заврши, така ли? Осомничен наркодилер, може да? Може. Ама не, осомничен дека е. Не, тој е обвинен. Против него треба да има веќе обвинителен акт. Значи вака викаме осомничен е до моментот додека нема поднесен кривична пријава, односно додека кај обвинителството. Моментот кога обвинителството ќе поднеси обвинителен акт, станува збор за обвинето лице, а кога ќе биде осуден, станува збор за осудено лице. Јасно. Ама значи токму затоа велам да се да внимаваме на внимаваме така. Наркодилер во затвор да го посети, во болница да го посети заедно со неговиот бугарски колега. Излегуваат надвор, имаат пресконференција заедничка на кој неговиот бугарски колега Милков беше презимето, името не знам како му е, даде изјава дека во Македонија продолжувала традицијата на палење и убивање на бугарите. Оние црни сценарија, тој така ги нарече. Кога биле, јас знам дека македонци биле палени во Втората светска војна. И во првата. Ја имам дедовци кои биле палени, убивани, на кои им биле корнети ноктите и така натаму од страна на бугарскиот фашистички окупатор, но јас не сум чул дека некој бугарин во Македонија бил запален. Вака сега, значи и во првата 1916 има неколку масакри, меѓу кои што и оние 103 поречани. Посебно во мојот крај 103 поречани, значи највидните луѓе од селата се земани и се на Дервишка нива, има црква и на Дервишка нива, тоа е на преодот Барбара помеѓу македонски род и Прилеп се убиени 103 лица од страна на бугарите и тоа најкрвнички со нож се колени. И надписот и така натака. Значи во цел период кога бугарите доваѓале во Вардарскиот дел на Република Македонија, затоа што не е вршени се силни зверства. Да не правам муавет за ваташе и така натака и ние сите сме на еден начин изгорени.
она што македонските партизани го правеле во делот на 41 до 44 до капитулацијата на бугарската фашистичка војска, значи е тотално она најоправдано партизанско, односно војување народно ослободително. Ма не само тоа, него сега Ѓурчеве забораваме дека еден од баталјоните на народно ослободителната војска беа така етнички бугари од Бугарија кои што се придружија во Страцин се застанат. Не Страцин, внатре. Така, внатре во Бугарија. Страцин е после. Да, не збориме о заробениците што се нели од. Значи затоа реков јас, никој нема ништо против бугарите. Бугарите имаат прекрасни на пример и личности, историски личности, уметници, спортски имиња и така натака, нека ставаат такви имиња, ама немојте да ставаат имиња на фашисти цар Борис, на Република Македонија и на македонскиот народ. Зоран Заев да се вика бугарски културен клуб, ја немам ништо против. Не, пазете. Цар Борис омразена личност заради сите оние фашистички зверства кои што се правени во Република Македонија. Зошто никој во Република Македонија нема ништо против Ѓорѓи Димитров. Дури и Лазар Мојсов нека крстат. Да, па не, ама не. Пазете, ако сакаме, само секунда. Зашо да не? Ивица, на целата таа иронија, јас толку ќе кажам, ако бугарите мислат да оправдуваат и да штитат наркодилери, тогаш Азис нека им го стават за председател и нека ја соберат целата. Види, Михаил Апостолски нека имат клуб, зашто да не? Екипа и нема проблем. Дека се антифашистите. Кирил Лигоров. Да, значи, затоа викаме, имаме еден куп. Да, но Бујар Османи, видете кај какво лице оди да го посети во болница. Не, види, потегот е лоша, не е во оваа емисија. Што е пораката? Тоа е потекстот. Не е во оваа емисија да го искоментираме односот на албанците спрема Република Македонија, има не сите албанци, политичарите. Не само пред тоа да имало нота, не знам дали виде, од бугарското мандат и ја повикали нашата амбасадорка. Јас искрено, види, како министер, јас би дал насока да одбие да прими нотата. Тоа може. Еве се во однос на нотите, никој од кај нас не испрати нота, затоа што сериозни политички структури во Бугарија јавно, значи преку соопштенија како политички партии и така натаму повикуваат на специјална воена операција во Македонија за спас на загрозените бугари, пошто тепале дилер у Охрид, ме разбираш се. И сега пази. И ова ќе го прават русково сценарио во Украина. Денес има совет за безбедност, може тоа да не им се случи специјална воена интервенција на ними. Од кого? Не е битно. Не е битно. Ме тепаш по уста, затоа ти реков. Ме тепаш по уста, има некои изјави, има некои многу лоши изјави, многу лоши сценарија кои што одат на релација околу тоталниот опстанок на Република Бугарија, ама не е место ни време ни место сега тоа да ги коментираме и така натака во друга прилика, затоа што во разузнавачките кругови како се коментираат и се дават силен значај на тие работи. Дел од тие јас нешто имам и постирано на мојот Facebook профил, но тоа е друго 2,5, ја тргаме настрана. Значи, секој што во Бугарија мисли дека повторно ќе може да преземе одредени специјални активности према Република Македонија, мислам дека е тотален лаик и тотален непознат. Ама еве како имаат овој специјално авион влегува низ има наш државјанин, но тука никој не реагира. Тоа е специјална операција. Ама не никој го возможил, не само што не реагирале. Таа операција ја овозможил некој и ние прво треба да си равчистиме со тие лица од нашата влада, од нашата власт, вклучително и председателот на државата, нели? Прво со ними да равчистиме и кај ними да ја утврдиме одговорноста. Откако ќе ја утврдиме кај нивната одговорност, значи некој им дозволил на ними да прелетаат, да влезат, да дојдат, да земат лице, малтене да го киндапираат лицето и така натака македонски државјанин. И затоа ние дајте да разговараме за одговорноста на нашиве политичари. Бугарските политичари ќе си дојдат на ред откако ние овде внатре ќе ги равчистиме состојбите. Ѓурчевски, ај малку да се посветиме на слушателите, затоа што додека ние имаме емисија, имаме овде интензивна дебата кај нас. Така. Многумина ги постираат кривичните дела, членовите целосни. Еве поздрав до Тони Јакимовски, Тони Фа Јакимовски. Не знам дали станува збор за поранешниот
шеф на кабинет на еден човек. Не. Или за некој друг Тони Јакимовски Добро. шими презиме, кој буквално човекот ни ги постираше кривичните дела кои се направени со членови. Поздрав огромен до него. Сите слушатели на нашиот видеострим можат да го видат тоа во коментари, да не оптеретуваме со читање. Има нели коментари за како се случува се ова, но има еден интересен коментар од еден охриѓанец, Методија, кој вели: ова момче беше македонски патриот, истакнат се до моментот додека не почна бугарската пропаганда во Македонија, која ја овозможи Заев. Точно. Значи, такви... И немаше никакво криминално досие, си беше Дозволете. обично момче вели во Охрид. Отварање на вратата за влез на разузнавачите кои што одработуваат сценарио против Република Македонија и територијалниот интегритет на Република Македонија. Јас не случајно реков, на почетокот што реков, значи проблемите со грчките разузнавачи, со српските разузнавачи, со бугарските разузнавачи и на крај со албанските разузнавачи, кои што имаат огромни територијални претензии према Република Македонија. Македонија е секој пат на наковалната, и тоа онај дел врз кој што се удират, од сите овие врз кој што се удират. И затоа сите тие користат црни пари, дрога, за да регрутираат млади деца, да им станат нивни извршители. Значи, они во основа разузнавањето е суптилна дејност, скриена дејност. Тие никој, ни еден разузнавач, ни еден меѓународен агент, ни еден шпион не ти е јавен. Значи, тие секој пат добро се маскираат и добро се прикриваат користејќи одредени методи, корупција, мито, насилство, уцени, закани и така натака, се со цел за да дојде до потребни информации, потребни состојби и користат момент на создавање на кризни состојби. Разбирате? Ако регрутираш маргиналци и Точно така. луѓе со досиеа, тогаш не, ама тукму затоа види внатре да ви сега познаваме луѓе, не сакам сега да ги кажам имиња и презимиња. Така. Кои што со години нели велат за себе дека имаат бугарско самосознание, така? Никому ништо. Мене е многу интересно е што таквите луѓе, ја ги познавам, никој од нив, значи зборувам о оние кои што се бугари по самосознание, иако се цели фамилии им се македонски, но се честни луѓе, доблесни луѓе, никој од нив не е во овие културни клубови. Еве, например, ај ти го познаваме оној од македонска телевизија Перев. Перев не членува во културен клуб. Знаете, ако некој дојде, јас зашто Зошто не е председател Перев на културен клуб? Ама зашто викаме ние? Не знам. Знаеш, туку овакви дилери, оние исто во битово, тие такви досија имат за насилство. Тоа е невидена работа. Ама ајде видете колкави пари влегуваат во невладиниот сектор. Мислите ли дека во се ова е замешана и црквата? Пазете сега. Затоа што, знаете кај е симптоматично? Сите овие нема ниту еден од овие културни клубови. Значи, сега ова не го обвинувам човекот, можеби се работи за најголем црковен достоинственик. Но не постои ниту еден од овие од бугарскиве структури, кои во исто време се и криминални структури, докажано, да нема фотографија со епископот Партени. Ама сега вака. Значи, кога се напаѓат со една таква пропаганда... Ја не велам дека он е нешто крив, лош. Значи, јас само тоа го гледам. Златев, само околку че... На сите им ги имам отворено профилите и сите имаат слика со Партени. Златев, само Па тука па натаму размислувајте вие слободно. Само околку че искоментирам. Значи, секоја цел на разузнавањето е негова инфилтрација во црква, во медиуми, во образование, во здравство, значи во сите пори на општествено живење. Јас не исклучувам тоа сознание дека бугарските разузнавачи дека не се инфилтрирани во црквата. На крајот на криштата ние ги знаеме поделбите на екзархијата и патриаршијата. За нас тоа не е нешто ново за Република Македонија, односно за македонецот. Значи не е нешто ново. Ние секој пат сме биле жртви
по сите основи, било да се тоа религијски, било да се тоа научни, било да се тоа на сите нивоа, безбедносни и така натака. Во моментите кога ние имавме една моćна служба која што знаеше да се ги одработи, ти знаеше точно да ги определи, ти благовремено да ги идентификуваат нападите, пошто тоа се тие разузнавачки напади, тогаш имавме висок степен на безбедност. Сега, кога безбедноста во Република Македонија не е доведена на толку ниско ниво, зборам вкупната безбедност, не зборам само за ова, затоа јас не случајно на господинот Боцевски преđe што му реков: Ивица, ајде да ја погледнеме довербата во Агенцијата за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање, военото разузнавање не го коментирам затоа што сега тоа е по НАТО стандарди и таму си води гаље некој друг. Ме разбираш, затоа го иземам од Република Македонија. Но ајде да ги погледнеме, ајде да ја погледнеме состојбата во Министерството за внатрешни работи, па ако сакате во било која друга институција, ајде да ја погледнеме состојбата во другите служби. Значи, добро, не, меѓутоа липшо се, значи и тука мораме, значи во тој манастир сепак има една успешна оценета програма за справување со наркоманија, која што помогнала на многумина да излезат од тој порок, така што Добро, може како бугари излегли. не, значи тие имаат една социјална програма. Ја имаше еден од тетово наркоман што се лечел и кажа дека он таму лечејќи се од наркоманија станал бугарин, на телевизија го кажа. Абе добро, ама се сакам да кажам друго не е зборот. Значи ние во друга конотација го надивне. Ние немаме намера да ја обвинуваме религијата, немаме намера да ја обвинуваме една социјална работа. Во таа социјална работа се разбира дека се негдува на личности со проблематично минато. Со цел нели да се ресоциализираат. Не зборуваме проблематично, да се исправат на прав вие се со проблематична сегашност, а богами и со проблематична иднина. Не. Знаеш, тоа е разликата. Некогаш како општество работиме, знаеш, нека нема проблематични на луѓето. Не, нас не е целта. Ивица, нас не е целта да покажеме дека... Овие се влезени во проект да дилаат дрога за да финансираат бугарски културни клубови. А не можеш така сега. Ова све се наводи, пази. Ама не, пази. Не, затоа викаме, располагаме со сознание дека разузнавањето е влезено и во религијата, и во образованието, и во здравството. Кога не било така е. Кога не било. Ние тоа го коментираме. А со ова види се, значи мораме да внимаваме. Факт е дека се гледаат пипците на бугарското разузнавање околу формирањето на клубовите. Так. Се гледа избор на проблематични личности. Тоа е очигледно. Се гледа дека таа фондација Македонија е фактички некоја парадржавна фондација и троши многу пари тука во Република Македонија. А нашите контраразузнавачи од финансиско разузнавање молчат. Знаеш, финансирањето тука малку сме на прелизгавтерење. Дозволете за финансирањето. Јас толку само ќе кажам. Имаме ли ние агенција за финансиско разузнавање? Имаме не само тоа, имаме и агенција за национална безбедност. Така. Јас спомна и воената разузнавање, спомна. Значи затоа викаме ние. Значи има институции кои што тоа го работат. Ние само во оваа емисија ние само повикуваме и посочуваме основани сомненија дека тие институции треба да се работат. Ви благодарам многу, веќе долабоко го пробивме терминот. Повеќе од 1 час и 20 минути разговараме. Да. Ама мислам дека направивме ја направивме единствената анализа која некој ја направил во изминатите денови. И мислам дека и гледаноста и слушаноста ни е на добро ниво, затоа што се потрудивме да бидеме максимално професионално, максимално реално да ја презентираме состојбата, не обвинувајќи никого, сем нашите, барем според мене, ако некого прв треба да обвиниме нашите државни функционери од највисоко ниво. Министерот за вътрешни работи, председателот на државата, министерот за внатрешни работи, како најодговорни во конкретниот случај и, да не го заборавам, председателот на владата. Тој мудро молчи, за разлика од Пендаровски. Ви благодарам многу, Ѓурчевски, Боцевски, ти благодарам тебе. Почитувани слушатели, од нервоза се случува, емоциите знаат сите да не понесат. Почитувани слушатели, најмногу ви благодарам вам кои не издржавте во овие минути. Знам дека оваа тема е навистина тешка, но
и вистината е тешка кога станува збор за националните интереси во Македонија. Ова одамна е оставено да биде село без куќиња, кога нема куќиња. Во селото до Волко доаѓа тука, отвара волкови клубови, носи и дрога, за да ги финансира и се случува тоа што се случува. Денес е 23.1.2023 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со колегата Ивица Боцевски. Ова утро техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лазаровски.